Жителите на шпанскиот богат североисточен регион Каталонија на вчерашното символично гласање се изјаснија за независност и покрај противењето на Мадрид. Резултатите покажуваат дека гласале околу 2 милиона луѓе, од кои 1.600.000 биле за независност. Сепак одзивот бил мал со оглед на тоа што во Каталонија има 5.400.000 граѓани со право на глас. Тие се изјаснуваа за две прашања. Дали сакате Каталонија да биде држава? Ако сакате, дали таа држава треба да биде независна? Шефот на каталонската влада, Артур Мас, на 27 септември распиша референдум за независност, но 2 дена потоа Уставниот суд на Шпанија го забрани. Веднаш потоа каталонските власти решија на 9 ноември да одржат неофицијално гласање, што го нарекоа консултации за независност. Hemos probado todo. Y cuando todos los demás caminos se cierran, Се обидовме. Дали кога сите патишта ни беа затворени требаше да се откажеме? Или алтернатива ни беше да се бориме на демократски начин за нашиот проект? По ова е нашата алтернатива и ние ќе продолжиме да се бориме бидејќи имаме специјално право на тоа, изјави Артур Мас. I'm free to vote, so I am part of most of the people here in Catalonia. Јас сум слободен да гласам. Јас сум дел од она што повеќето луѓе сакаат во Каталонија. И јас создадов ова можност секој да го изрази неговото мислење и да го даде својот глас, рече познатиот фудбалски тренер, порано на Барселона, а сега на Минхенски Бајер, Пеп Гвардиола, кој исто така учествуваше на гласањето. Во најбогатиот и најзадолжен регион на Шпанија веќе многу години тлее желбата за осамостојување, која доби на интензитет откако Шпанија беше погодена со рецесија и со низак корупцијски скандали. Шпанските конзервативни власти ја поставија легитимноста на јонака необврзувачкиот референдум пред суд, со што изјаснувањето стана символично и кое го организираа доброволци. На избирачките места отворени и покрај забраната на Мадрид, во училиштата и јавните згради, работеле над 40.000 активисти. Шпанскиот премиер Маријано Рахој изјави дека ќе го зачува единството на Шпанија додека земјата се опоравува од рецесијата и најави дека изјаснувањето на каталонците нема да има никаков ефект. И министерот за правда Рафаел Катала изјави дека гласањето било неплодно и бескорисно. До изјаснувањето на каталонците дојде на 2 месеца откако шкотланчаните гласа да не се отцепат од Велика Британија.